Млекопроизводителите од Кочанско ќе аплицираат за субвенции. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информираат дека распишан е нов јавен повик од третата фаза млеко. Финансиската поддршка се однесува на произведеното и продадено козјо, кравјо и овчо млеко во периодот од 1 мај до 30 септември оваа година. Млекопроизводителите кои што ги предале своите количини во преработувачките капацитети, веќе можат да пристапат со образец кој што го пополнуваат во нашите простории и односно откупните белешки од самиот откупувач кој што ги имаат издадено и добиено. Тоа може да го направат во просториите кои што веќе ги имаме на втори кат од водостопанското предпријатие, значи во таа зграда. Тоа е еден нов момент за кој што апелирам да луѓето, значи ја сменив веќе локацијата која што беше порано во одделот на Агенцијата за поттикнување и развој за земјоделие, сега веќе е во зградата на водостопанското предпријатие на втори кат. Таму се нашите вработени од подрачна единица на Министерството за земјоделство и ги прифаќаат апликантите и на некој начин се поднесува за трета фаза млеко. За добивање на субвенции до крајот на овој месец можат да аплицираат и производителите на зеленчук и овошје, чија земјоделска површина е пријавена како активно обработлива земја. Сите оние кои што произведоа зеленчук и овошје на одредена површина, која што имат веќе пријавено и ги предале своите количини во преработувачките капацитети, истите можат да пристапат кон подрачната единица да си ги пријават со односно тие количини кои што веќе се плаќа се дава субвенции по килограм предадено во преработувачките капацитети. Потврда за истите треба да обезбедат од самите откупувачи, бидејќи тие ја имат подигнато од нашите простори. Иста треба да биде пополнета, заверена од нив и со неа пристапуваат кон апликација во нашите простори. Тоа може да го направат до крајот на ноември, односно 30 ноември. Време има, но ипак секогаш треба да се пристапува по почетокот, отколку да се поисчека, односно на самиот крај веќе се стварат гужви и така натаму. Крајниот рок за поднесување на барањата до подрачната единица на Министерството е до 30 ноември. Финансиската поддршка од државата е дополнителен поттик за зголемување на производството на сточарите, кои се задоволни од субвенциите и на тој начин вложуваат во развојот